Да му кажа. Добар ден на сите. Добре дојдовте на трибината на тема безбедност на комуникација и закани од следење и надзор на комуникациите. Оваа трибина е во организација на Метаморфозис, Фондацијата Метаморфозис, заедно со граѓаните за Македонија. Оваа година за прв пат ја организираме заедно со граѓаните за Македонија настани во рамки на меѓународните денови Слобода наместо страв. Инаку Метаморфозис 8 години поред организира настани како дел од оваа иницијатива. Денеска имаме тројца говорници: Предраг Тасевски од cybersecurity.mk, Билјана Волчевска од ДЗЛП и Виолета Ѓоргиевска од интернет хотлайн провайдер Македонија. Добро, веќе кога на англиски го кажеме, на англиски. Не, тоа биде вака, во тоа време немаше превод на вака англиски наzivi што се употребуваат во компјутерска терминологија, јас го ставив оригинал, како што си е. Добро, сега. И сега ако веќе го употребиме речникот од мија, името на годината ќе се смени. Во ред, значи, прво да ги напоменам трите основни принципи на меѓународното движење Слобода наместо страв. Значи, бараме слобода на говор во дигиталниот свет и нецензуриран интернет. Бараме приватност во општество базирано на знаење наместо прислушување и сакаме да живееме слободно наместо во страв. Бидејќи темата е повеќе од актуелна во моментот во Македонија, се надевавме дека ќе имаме поголем интерес, меѓутоа што е тука е. Би сакал да напоменам исто така дека од 16 октомври наваму, бидејќи тоа се деновите на Слобода наместо страв, ние организиравме и активистичка акција на терен. Не знам дали имавте можност да забележите. Да. Добро. Значи, организиравме активистичка акција на терен. Бевме на познати локации низ градот, како што се владата на Република Македонија, седиштето на ВМРО ДПМН е седиште на повеќе невладини организации и медиуми. И имавме подготвено маскоти на големо око и големо уво и беше направена акцијата да се види на еден, да речем, комичен начин како институциите го извршуваат надзорот и прислушувањето на оние кои не се согласуваат со нивното мислење. Би предложил да почнеме со трибината и веројатно Виолета ќе сака прва да... Да. Загреана беше. Добро се вака. Јас ќе почнем со представување на невладината интернет хотлайн провайдер Македонија, организација која што е формирана 2008 година по иницијатива на жртви кои што се имаат сретнато со безбедноста на интернет како поем уште тоа време и кои што во процесот барајќи правдата за себе забележа еден процес на незаинтересираност, неинформираност од страна на државните институции за тие активности и содржини се што се случува на интернет да не се контролира едноставно. Јас сум лично жртва на тоа, имав некој немил настан 2007 година и Looking for a Justice по насоки од Метаморфозис некако дојдов до дирекција за заштита на лични податоци тоа време. Меѓутоа во тој период законот беше изгласан, меѓутоа немаше активен, не се имплементираше. И барајќи начин како да ги избришам тие содржини кои што беа објавени за мене лично на некои веб портали, нема да ги напоменам кои, се судрив буквално со надлежностите на институциите, нивната флексибилност и како они тоа го гледаат и све што понатаму следи нели истражна постапка и така натака. Единствен начин на кој што можев ја законски да изреагирам некаква правда беше да се фатам за членот за заштита на приватност и тоа од уставот, кој што ми гарантира приватност како граѓанин на оваа држава и врз основа на тоа успеав некако да избуткам целата работа во дирекција за заштита на лични податоци, иако не беше законот веќе се уште важечки.
Во тој период не беа изградени тие релации и процеси на соработка институционална помеѓу Дирекцијата за заштита на лични податоци и Министерството за внатрешни работи. Таму се судрив со проблем за тоа што согласно тогашната законска регулатива интернет сервис провайдерите не беа законски обврзани да ги чуваат информациите за сообраќајот кој што се одвива во нивните дворови сервери, да кажам, ја дворови ги викам. Во меѓувреме, додека барав адвокат кој што ќе може да ми ја заврши работата, разбрав дека ние немаме адвокатска фела кој што може целата работа да заврши, затоа што 100%, да не кажам на Амди Бајрам што вика 103,5% се неписмени во однос на техничкиот дел и не се свесни воопшто какви закани и какво се може безбедноста на корисниците на интернет да ги заштитат, едноставно законски да ги заштитат. Тоа беше една многу тешка битка лично за мене, затоа што како представник и вработен невладин сектор кој што се залагал за имплементација и владење на правото и заштита на човековите права, се судрив со една инертност кај државните институции и по карактер сум малку инетлива и не верувам во тоа обично што ми се сервира кога идам од врата на врата. И си реков сама на себе, ова можеби некаде во светот мора да се регулира. И почнав да барам. И барајќи така, налетав на иницијатива која што ја води Брисел, тоа е специјална програма на Европска комисија по безбедно на интернет. Налетав на мрежа InHope, кои што се борат за блокирање и филтрирање на нелегални содржини согласно кривичните закони. Налетав на мрежа InSafe, кои што работат на подигање на свесност кај граѓаните, интернет корисниците за нелегалните содржини и активности на интернет. И стапи во контакт со истите. Анализирав овде, чекав една година, видов дека никој не презема никакви активности, ни врз база, барем на мојот случај, од страна на државните институции и невладините организации кои што беа запознаени со мојата проблематика. И во координација со тие структури одлучивме да формираме невладината, многу тежок процес, меѓутоа многу сме среќни и задоволни што успеавме барем да издействуваме од владата да ни го изгласа акциониот план кај што се предвидува начин како да се справат и заштитат интернет корисниците од страна на нелегални активности и содржини со специјален акцент за заштита на деца и на млади. Меѓутоа, иако изгласан акциониот план, значи јас го работев тоа од 2012 година на волонтерска основа, акциониот план беше изгласан јануари 2013 година, меѓутоа до ден денеска не се свика Советодавниот одбор, ниту еден седница не свика, за да се продискутира на тема. Се случи што се случи, таму има принципи како начин на работа и све што се регулира, затоа што во превезот на доверливо работење, затоа што ќе се работи со содржини од кои што се дефинирани согласно кривичниот законник, значи ќе има истраги и ред други работи што не смеам да ги кажам. Се случи што се случи, мислам, нивната не волја за имплементација на истиот, се случија бомбите, како еден нюс појава, мислам, се случи сајбербулингот на политичкиот врв на нашава држава, тоа така и се вика, во суштина СДСМ направи сајбербулинг на дел од политичката елита од држава, на владеачкава гарнитура. Во суштина, согласно тие тренинзи и обуки што ги имам јас поминато, сајбербулинг се дефинира како појава каде што група на луѓе вадат лични податоци за одреден интернет корисник, тие ги објавува на интернет некаде, нели, и врз база на тие негативни појави кои што се ископани од неговата приватност, иде нарушење на неговиот имидж, рейтинг и така натака. Сега последите од сето тоа се изборите што ќе ни се случат, договорот од Пржино и така натака. Можем да кажам и званично да тврдам дека едно од жртвите случајно го сретнав минатата недела на сајбербулингот, да го кажам, на државниот врв, кој што беше споменат од тие бомбите, кој што беше дел од Советодавниот фиктивен одбор во МИА што се формираше заради политичка пропаганда. И баш разговаравме, вака го гледам и почнавме да се смееме. И викам, ви направија сајбербулинга? Затоа што тоа така се вика, нели? И тој вака и се смее, вика, па не било исто да го чуеш и да го осетиш на сопствена кожа. И ја викам, препорака, немој да си се го откажала да го имплементираш. Викам, значи многу ве болело. И тука запстана комуникацијата, меѓутоа како жртва можем да кажам дека страшно е, посебно ако си сам и ако треба сам да си избориш правдата по тие државни врати.
Во мојот конкретен случај ќе се навратам, беше лошото е што веб страната беше регистрирана под јурисдикција на американските закони, значи сопственоста беше во Америка, со собственик дефиниран на живеалиште во Франција, интернет сервис провайдер кој што беше регистриран во Германија, а веб страната со содржините што ги објавува беше насочена за македонскиот пазар. Фотографиите и содржините што ги објавуваа беа наменети за македонската публика и беше спонзорирана во тоа време од страна на државни институции и моја претпоставка од тогашните политички структури кои што беа на власт. Лошото беше што мислам дека во тој период, затоа што ја не можев да одгатнам кој е собственик на таа веб страна и кого да го гонам, кој беше сторителот што ги објави тие лични информации за мене, не можев да знам со кого ќе се соочев, меѓутоа се соочив со фактот дека ти имаат фотографии од мене и дека утре ако излезам на улица може, не дај Боже, некакво насилство да се случи врз мене, личен атак. Мислам, тоа е страшно. Значи, во таква една параноидна состојба бев едно добри 2 месеци. Што би било кога било, затоа што ниту имав адвокат кој што можеше истрагата да направи моје име, затоа што не сретнав некој што е технички образован, за да може да ги брка тие работи. Ниту имав добра волја од страна на институциите да ми помогнат, затоа што Министерството за внатрешни работи се огради како тоа, па тоа е најверојатно приватен случај, не би го дискутирале, а во тој момент Дирекција за заштита на лични податоци немаше ингеренции, не беше функционална согласно законот за да интервенира. Меѓутоа пак ќе речам, врз база на членот од Уставот за гарантирана приватност, Дирекцијата за заштита на лични податоци успеа да ги избрише содржините, меѓутоа периодот на бришење на содржините беше 28 дена работни. Што веќе како неприкладна и некоректна содржина да биде уетер 28 дена, значеше дека имаше кликови на тие фотографии поише од 3000, затоа што фотографиите беа во голема компјутерска резолуција, која ќе кликнеш нив се правеа баш буквално на цел екран, можеше многу убаво да се види ликот на лицето што беа сликани, што не беше согласно мене, не беше во ред. Јас се откажав од случајот затоа што се направи пред се приватен притисок, предпоставувам, не можеше да се избутка целиот процес во правниот лавиринт во тоа време. Мислам, правно да се избутка, затоа што прво од МВР ми кажа дека немаат они законска регулатива како тоа трейсингот да го направат и тие информации ги немаат. Второ, Дирекцијата за заштита на лични податоци само ми издаде едно мислење, мнение, кој што врз база на тоа мнение требаше ја да си го потегнам процесот судски понатаму. Информациите, значи лично ја што ги собира во тоа време, во тој период што се случи? Собственоста на порталот се префрли од едни лица на други, се регистрираше некоја маркетинг фирма која што го зазема собственоста на порталот. Од неофицијални истраги од тогашниот ваквото базата на податоци на интернет од лични податоци кои што ја можев унакрсно да ги анализирам, се испостави дека таа структура на луѓе е многу блиска со владеачката структура и откако, значи, преку мои лични истраги дознав кој е собственикот на таа веб страница, буквално сватив дека имав работа со лице кои што високо котираат во бизнис светот, да не кажам локални моќници со многу пари. Тие локални моќници беа изврзани доста со и без разлики, мислам дека се истите тие бизнис структури, без разлика која политичка власт ќе дојде на партија, имаат влијание, затоа што се многу моќни, може да поткупат се. Ми беше пратено Абер, значи до тој степен беа моќни да преку фамилиарните мои врски, што иако не ги знаеа, да ми испратат да Абер, дека доколку се одлучам на судски процес, они ќе ангажираат маркетинг агенции и кампањи да ми се наруши мојот личен интегритет и углед како граѓанин на Република Македонија. Имав ваквото можност да размислам, согласно тогашните закони, штетата материјална не беше нешто многу висока, се преземе еден таков ризик за да се оди нели по судскиот пат да се бара правдата. Материјалната сатисфакција беше никаква, штетата уште повеќе можеше да следи, затоа што сепак тоа беше една моќна машинерија што стоеше позади. И се одлучив на нешто друго, се одлучив на ова, да направам невладина организација која што ќе се бори, затоа што во тој процес ги најдов начините како тоа се блокира и нема да се откажам од тоа. И ќе баш буквално ќе застанам на слободен интернет на страната, цензура, ама цензура во однос на содржини кои што се дефинирани согласно кривичниот законник, цензура на активности на интернет,
дефиниране согласно кривичниот законник и филтрирање на истите, одбрана на жртвите и подигање на свесноста за ова што може се да се случи на интернет. Значи не е баш така едноставно. Не знам колку од вас биле жртви или осетиле такво нешто, меѓутоа искрено да ви кажам, психолошкиот преживување таа немил настап е долг временски период и нематеријалната штета кај жртвите е многу голема. Значи зборуваме психолошка страна. Можете па да замислите ако во таква една ситуација во донесено дете или тинеџер каде што психолошкиот развој е во тек. Значи тоа мене ми се случуваше на моја 35-6 годишна возраст или 7 сега да не се враќам хронолошки назад. И како човек на таа возраст да не може да се справи со болката, бесот што ти се јавува и неможноста да најде излез од една таква ситуација, а буквално проследена со максимален стрес, затоа што во тогашно време институциите воопшто не реагираа на никаков криминал кој што се случува на интернет, е страшно голем. Денеска сме собрани овдека, стално мислам се менјаше темата на дискутија за безбедност на компјутерски мрежи, тоа е еден многу широк диапазон, но тоа што јас го поминав како тренинг обука, може да се разгледа од поише страни и поголем аспект. Ние сме специализирани за нелегални содржини и активности на интернет, значи анализа на истите, надзор на истите, блокирање на истите, бришање на истите и покренување на постапки против истите. Тоа е сајбербулингот како процес кој што не се јави апла сега, нели, како нели во една таква фаза. Не знам како ќе се справа, затоа што не е дефинирано согласно кривичниот законник. Информациите како такви што се произнесоа, значи од нелегалното прислушкување, дотолку ги извршиле државните институции согласно безбедносна заштита на класифицирани информации, таква информација која излезе во јавност станува јавна, значи степенот на класифицирана спаѓа. И наш личен став е дека тој закон што сака да го закон за бомбите што сака да го испромовираат представниците на владечката партија за да се имплементира е буквално атак врз слободата на интернетот и цензура врз истиот и ние дефинитивно се залагаме против имплементација на една таква законска регулатива. Таква една законска регулатива не може да се донесе дотолку соодветни тела не се основаат во оваа држава, значи согласно тој акционен план што ја го креира во однос на нелегални содржини и активности на интернет предвидено советодавен одбор каде што таму членови ќе бидат високи државни службеници од институции кои што се надлежни за интернетот и кои што имаат право на одлука во институциите кои што ги представуваат самостојни, представници од бизнес заедницата, пред се сопствениците на интернет сервис провајдерите, невладин сектор. И таа структура буквално во една таква структура и на таква атмосфера треба да се создаваат тие закони за интернет каде што ќе се води многу грижа и сметка да не се цензурира истиот и овие сите технологии кои што успеа информатичките, да кажем инженерите, техничари да ги развијат, да успееме да ги користиме на еден позитивен и пријатен начин, значи тоа е пред се битното. Исто така, согласно европските искуства, треба да се направи центар за побезбеден интернет, една единица која ќе биде одговорна за бришење и блокирање на нелегалните содржини, линија за помош на жртвите, како и единица за подигање на свесност. Сето тоа се прави една коалиција широка и се нарекува Центар за побезбеден интернет. И во тој Центар на побезбеден интернет во координација со Советодавниот одбор како главна структура се креираат националните стратегии и националните кампањи за подигање на свесноста кај децата, младите, родителите, наставниците и со еден збор кај целата заедница која што го користи интернетот како таков. Меѓутоа, за содржини и активности кои што се предвидени согласно кривичниот законник. И сега анализата покажува дека кривичниот законник е доста обемен, нели? Наша, нели така да кажеме, првична анализа, околу 60 членови од кривичниот законник може да се сретнат и да се скршат на интернетот, меѓутоа тоа не дефинирано се уште во однос на компјутерските системи, ако гледаме правно. Не би сакала да ве гушам или ако сакате после ќе ви ги кажам кои се, меѓутоа во моментот освен сајбербулингот кој што ни се случи, така како актуелна појава, можем да ја напоменам и пропагандата која што се врши од страна на радикалните структури на глобално ниво, ќе зборувам, од ИЗИС, значи
радикалните исламички структури, они вршат максимална пропаганда на интернет и преку таа максималистичка нивна пропаганда се трудат да направат еден нов светски поредок, меѓутоа играат многу прљаво, јас ќе речем, затоа што преку каналите на комуникација кои што се развиени од страна на инженерите за позитивно нивно користење ги намамуваат децата, тинеџерите, посебно од западниот свет, за регрутација во нивните редови, мобилизирање и нивно префрлање на нивната држава таму кај што ја формираат. Има стотици примери такви во Европска унија, каде што млади девојки на 15-16 годишна возраст преку лобирање не само реално, туку и виртуелно, тие ги напуштаат своите домови преку нелегални канали, ги префрлаат, значи рутата иде Сараево, Скопје, Скопје, Истанбул, Истанбул, Сирија. Тие млади девојки стануваат жени на тие борци на ИЗИС. И они заведени од таа пропаганда мислат дека таму ќе осретнат раат, меѓутоа се соочуваат со пекол, па имаме сега еден обратен процес кај што родителите преку приватни канали покушаваат да си ги извлечат децата. Ова е класична злоупотреба на информатичко-телекомуникацијските технологии во една пропагандна машинерија која што се залага за промена на светскиот поредок и нешто што, например, ние како демократска држава или народ кој што е израснал во демократија и цивилизација не би се сложила со тоа. Не знам дали има случаеви регистрирани и детектирани во Македонија, некаде по порталите прочитав дека во Куманово имало некој девојче што заминало, меѓутоа тоа е веќе 18 годишно старо и согласно нашите закони немаме никаква ингеренција да се изреагира затоа што веќе полнолетството согласно нашите закони се го прави своето. Меѓутоа треба многу да ви внимаваме како мултикултурално општество затоа што тие структури сакали не сакам да ширам верска омраза или нешто такво, се присутни во нашата држава и тоа е еден од ризикот што можеби во иднина ќе се соочиме како за ризик преку информатичко-телекомуникацијските технологии, манипулација и регрутација на наши деца да заминат, да бидат заведени и да бидат одведени на едно такво, да кажеме, авантура или патување. Не знам како да го објаснам, тоа за мене е лудост, ама друг еден аспект што исто така не е феномен, што веќе е познато и што многу пати сум говорила, е производството и дистрибуцијата на детска порнографија преку информатичко-телекомуникацијските технологии. Значи имаме еден тренд, како и самата влада изјави пред да го да се имплементира акцијен план. Во Македонија е детектирана појава кај што се во период од 6 месеци е сниман интернет сообраќајот од страна на структури кај што се наоѓаат тие сервери и се регистрирани 402 IP адреси од кои што се даунлодирали на 4000 фајлови со детска порнографска содржина, кои што согласно тренинзите што ги имам поминато како партнери со нашите пријатели од светот, 70% тие се, согласно нивните искуства, говорат дека 70% од бројот на ваквото се веќе педофили, луѓе кои што ја гледаат детската порнографија, конзумираат каква таква за спремање, психичко спремање нивно за извршување на сексуален атак врз дете. Бројката од 4000 над 4000 фајлови даунлодирани веќе говори и постои ризик за организирана криминална група која што ќе работи на терен. И истите тие може да ги расшири, да ги продава, да ги разменува не само онлайн преку интернет, него може преку различни медиуми носечки на дигитални сигнали, значи зборам на CD-ња, на USB-ња. Истото може да се дистрибуира преку мејл. Мејлот и самите знаеме дека може да се биде заштитен, да се криптира тоа. И така натака. Значи, имаме еден сериозен проблем кој што треба како општество да си ги засукуваме раковите и да си го спроведеме тоа што сме си го рекле. Меѓутоа се најде повторно на таа инертност со страна на државните институции, неимплементирање на истиот акционен план, барем согласно временската рамка која автор што ја предложив и тоа што е напишано внатре. Меѓутоа се надевам дека со овие немили настани што се случија со бомбите и со тие информации претходно што ги има добиено, дека ќе го сватат многу озбилно и дека ќе се зафатат за работа. Значи, од мене толку сега за сега, мислам ова безбедност на компјутерски мрежи е многу широк поим, така да ќе оставам и на другите гости овде да се го кажат нивното гледиште и да најдеме на некаков начин да донесеме до
еден заклучок, каде што ќе можеме истото метаморфозис да го искористи за како лидер на Сдружение на граѓани и борба, нели, во државава како една појагната организација, да го предложи понатаму до државните институции за да го посочи и да го предложи, или ако сака заеднички ќе потпишеме некој меморандум за соработка, нешто така во тој контекст. Благодарам, Виолета. Ако има прашања од публиката? Има? Само микрофонот, извини. 2006 или 2007, да. Тоа веќе тогаш законот за дирекција за заштита на лични податоци, законот за заштита не важеше. Мислам, он беше изгласан, ама не беше уште стапен на сила. Меѓутоа, ако сакаш подетално да ти кажам кој период беше, или 2007, не се сеќам, знам дека беше зимски период, потсетите ме, ќе ви пишам на мејл, ќе ви го кажам периодот точно. Меѓутоа, пак ќе кажам, веб страницата нема да ја кажам, за да го заштитам интегритетот на... Да. Собственост, ефективност, мене ти тоа знам. Па мислам дека имаше, затоа што собственикот ме брбкаше подебар мало и ми молеше на коленици да не го тужам. Мислам, ова лично да го кажам, баш и тој се деси. Меѓутоа не можев правно да го избуткам процесот, тоа беше проблем, затоа што се уште беше законската регулатива таква каква што беше и не можеше правно да се избутка. Доказите беа тука, све беше на виделина, не можеш, не знам како да ти кажам, материјално да ги вржиш за докажите, да можеш тоа да го докажеш на суд. Да, мора да интервенираат, затоа што ја бев упорна и се сватив за уставот. И викам, никој нема право да ми го прави тоа. На уставот, да. Затоа што ја имаш пристапки, дури ми беше понудено да бидам советник на дирекција за заштита на лични податоци, ама не се нафетив затоа што ова нелегални содржини ми беа помамливи. Онака има софтверски аспект, има свашто внутра. Во ред. Ако има уште некое прашање или? Имам ја едно прашање. Да. Спомнавте сайбербулинг на високи политичари од Македонија со објавувањето на бомбите, меѓутоа прашање е што ако не се објавеа тие бомби и што ако не дознаевме дека постои прислушување на масовно ниво во Македонија на повеќе од 20.000 луѓе? Горан, масовното прислушкување, значи Фокус го најави. Он има една студија кај што се зборуваше за набавен софтвер за масовно нагледување. Таа иста студија беше потврдена од страна на некои портали врз база на истражување од страна на една канадска институција која што се бави буквално со средствата за масовно нели снимање нелегално од страна на софтверски аспект. Меѓутоа за мене многу беше дискутабилно тоа што врз база на тие извештаи таму и при регистрација на тие интернет адреси, IP адреси, например во државите кај што беше посочено дека постои софтвер за масовно следење и прислушкување, стоја државна институција, веќе во Македонија IP адресата беше поврзана со приватна компанија. И мене ми беше... Да. И тоа мене ми беше дискутабилно. Сега викаш, кој прислушува? Дали МВР или некоја приватна компанија? Тоа беше малце за мене онака. Знаеш, малку дигаш рачна, нели? Со оглед на тоа дека технологијата има толку напред отидена во однос на многу аспекти, еве, например, и обичното апаратче за бебево што го слушаме е направена на таа технологија и тие се толку софистицирано направени да ако го ставам микрофончето кај комшијата, а еден зид не дели, ја можам да го слушам што прекам. Мислам, немаме, значи, во однос на прислушкувањето, нема начин и метода тоа да се сопре. Не знам како да ти кажам. Постои контрола на институциите? Да, меѓутоа приватната контрола е многу позастрашувачка. Ако од институциите во ред, ние ќе ги направиме правните механизми за да се контролираат институциите. Меѓутоа, што се случува со ова? Ние имаме компанија приватна која што собствено се јавува во софтвер за масовно прислушкување. Кој стои за тоа? Зашто таа приватна компанија ги користи тие информации? Јас лично Фокус, кога го доби ваквото, кога го објави текстот, анализирав и купив нов мобилен телефон, затоа што до тогаш користев Nokia 3310, затоа што ми беше топо од однос на безбедност. Немаш GPS угради стар модел, не знам ова, не знам тоа, и ако сака некој да ме лоцира, мора да ме лоцира со судски надзор пред мобилен оператор. Меѓутоа, кога го земав новиот мобилен телефон за неполни 3 дена, ја добив SMS порака која сама се избриша, како што беше нагласено,
Согласно некои портали кои што работат проблематиката во ИКТ сферата. И мене ми закачија софтвер на мојот приватен телефон. Сега да не ја кажам кај сум ја сабскребу, нели, како претплатник на која компанија, меѓутоа тоа се случи и верувам дека кај многу граѓани се случило. Значи не било тоа само кај мене, јас сум единката, нели? Да. Него тоа се случило кај илјадници. Они го закачале софтверот и се што правиме. Зашто ги користат тие информации? Да ми ја откријат локацијата кај се движам, да видат со кого разговарам. Добро е што не идев на интернет од мобилно, затоа што лом ќе ме направи. И искивирам да идам на интернет со мобилен. Искрено баш да ти кажам од безбедносен аспект. До вчера ми беше мојата интернет конекција беше со жица. Баш од тој аспект. Еве денес како имате можност да присуствувате на ботилницата за безбедно користење на мобилни Не, телефони. тоа сакав да прашам, колку од вас имат инсталирано антивирус на мобилните? И што е тоа? Ете ти. Има еден. Тоа ми беше, знаеш, колку имате и гледаш само еден. Супер, па ова говори за безбедност, значи за свесноста за безбедност на интернет. Ме разбираш? Точно. Да, меѓутоа не значи дека не треба да користиме смартфони за тоа што има Абе можност не, да не меѓутоа, престишкува. да, меѓутоа со оглед на тоа дека ја открив дека тоа не е безбедно, ја одлучив да не го користам. Тоа е мој личен Зборот право на избор, да. 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 И буквално пазам, нели, пазам затоа што после секој сурфање на интернет бришам кукис, бришам ова, бришам тоа, затоа што мене ми е супер окей кога ја ќе отидам на некој корисник на веб страна и мене информациите приватни да ми се, нели, запамтени, јас да ќе отидам да си сурфам таму без проблем. Меѓутоа, од друга страна, без затоа што ми е wireless сега интернет конекцијата, кај знам кој ќе влезе внутра. И што све ќе направи. До вчера дека беше жица, мене ми беше окей. Добро, во ред, да одиме понатаму. Е, сега ќе иде претрак, за да го објасни тоа жиците и wireless-от. Многу е подобро да идеме во однос на Податоците? да, што се лични податоци, нели да Да. направиме некаква споредба, Добро. да знаеме, па потоа веќе малку потехнички Да се префрлиме. нели. Добро, тогаш Билјана Волчевска од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Да, Се разбира дека чим се зборува за безбедност на комуникација на физички лица, на поединци, што би подразбирало секако вид на телефонска, интернет комуникација, електронска комуникација на поединецот, се разбира дека се работи станува збор за обработка на лични податоци, затоа што преку комуникацијата можеме да извлечеме податоци за поединецот, не само за неговото име, презиме, адреса, каде живее, кој е неговиот телефонски број, но и сензитивни податоци за лицето, здравствени податоци, податоци за негово политичко организирање, локацијски податоци. Значи може да се комплетно да се извлече еден профил за поединецот кој што кажува многу и врз основа на тие податоци да се влие, да се донесе одредена одлука за тоа лице, да му се скратат одредени права, да се следи или пак да се постигне одредена предност затоа што информацијата, податокот е моќ за компаниите, но и за јавните институции. Од аспект на заштитата на личните податоци, ова правна рамка ги следи оние кои што собираат податоци за физичките лица, значи тоа се компаниите, но и јавните институции, секој кој што прибира на било кој начин, онлайн или во рачна форма, податок за физичко лице на било кој мора да почитува одредени принципи за да поединецот да знае каде се неговите податоци, да ја задржи одредена контрола врз нив и во еден од најголемите и цело време се вртиме околу тоа прашање, најголемите предизвици и актуелна тема во однос на безбедносната комуникација е токму можноста за масовно агрегирање на податоци, нивна анализа, но и следење од страна на владите на едно неселективно следење, недискриминационо, без правен основ, без да постои законски основ и оправдана причина, легитимен интерес да ги оправда оние дозволени
дозволени случаи кога може да се прави тоа во однос само на случаи на заштита на национална безбедност, спречување на кривични дела, посериозни кривични дела. Така да и Европскиот суд за човекови права и Европскиот суд во Луксембург имаат веќе судска пракса за која што е прилично, има поставено стандарди кога може да се следи комуникацијата на поединецот и секое прекумерно навлегување во оваа сфера се смета за повреда на правото на приватен живот, тоа е членот 8. И судот точно има поставено принципи дека јавна институција, но и било кој, и приватна компанија не смее да ги следи комуникациите, интернет или телефонски на самите вработени, но и јавните институции, разузнавачките служби или полицијата, било кој мора овие случаи да бидат стрикно утврдени во закон, да постои јасна правна рамка, кога се прави, кој го прави тоа, на кој начин, колку време ќе се прави, колку е таа мерка ќе трае, колку време ќе се чуваат тие податоци, како ќе се уништат, и да постојат контролни механизми кои што овие органи кои што може да ги се овластени по закон или по уставот во националната држава да ги спроведуваат овие мерки, да бидат контролирани од сосема независни тела, институции кои што ќе проверат дали е испочитуван тој режим, дали навистина имале правен основ да го прават тоа, дали постои документ кој што тоа го потврдува и во таа во однос на тоа таа одговорноста секогаш ги вклучува и приватните компании и јавните институции, затоа што имател на податоците за телефонската и интернет комуникација на поединците или контролори според Законот за заштита на лични податоци се самите телекомуникацијски оператори, интернет провајдерите, тие се главните кои одговараат пред нас и тие мора да му докажат на телата кои што, како во случајот Дирекцијата за заштита на лични податоци, дека ги превзеле сите мерки внатре да го контролираат пристапот до нашата комуникација, да ја гарантираат нивната доверливост, да не овозможат било кој однадвор неовластено пристапи до таа комуникација или неконтролирано, значи ги употребува тие податоци, значи со сите расположливи мерки да ја обезбеди таа сигурност и тајност. Значи, ова што го објаснувам се дел од принципите, мислам, зборувам генерално за Законот за заштита на лични податоци и обврските кои ги наметнува, но правото е утврдено во членот 18 кој вика секој граѓанин има право на сигурност и тајност на личните податоци и овој закон практично опишува како тоа се прави. И спомнав, еден од обврските за контролорите, значи не само телекомуникацијските оператори, интернет провајдери, сите компании кои што произведуваат некакви мобилни апликации или било кој начин собираат онлайн, значи во било која сфера, здравство, финанси, кои некако агрегираат податоци лични, се должни да превземаат технички организацијски мерки внатре во нивните компании, но и кога ги развиваат нивните сервиси и продукти да се грижат да податоците кои што ги собираат да се соодветно заштитени од моментот на нивно собирање, чување, додека се кај нив и понатаму да се грижат да ги уништат доколку целта е исполнета, откако веќе не се потребни да бидат употребени. И Законот за заштита на лични податоци подразбира, има еден правилник за технички организацијски мерки, неколку правилници се кои што на генерален начин предвидуваат кои се тие мерки, процедури на лозинки, контролирање на авторизираниот пристап, бекап на податоците, има лог менеджмент, кој пристапил до тие податоци, во кое време и како ги употребил, да постои трак од сите акции, односно едно сегрегирање на должностите внатре во компанијата. Не може секој до се да има пристапи да манипулира со тие податоци, но заштитата на личните податоци, овој сигурносниот аспект е само еден аспект од заштитата на лични податоци. Што треба да се грижат овие компании, не само во сите сфери во кои што се и јавни институции кои собираат лични податоци, треба да се грижат да ги собираат податоците само за конкретна цел и таа цел да биде однапред позната. И не може да ги употребуваат понатаму за други цели. Например, кога влегуваат, кога се онлайн регистрирате на
некој веб портал или склучувате договор, компанијата мора да ви каже зашто ќе ги користи вашите податоци заради извршување на тој договор, ако сака да ги открие на трета страна за маркетинг цели или на било кој начин да ги потреби за сосема друга цел, мора да побара ваша согласност. Вашата согласност е примарен услов за да биде законита таа обработка и друг основ за да биде законски обработката на личните податоци ако некој закон го предвидува тоа. Например, во Закон за електронски комуникации вика дека за секој претплатник треба да се соберат тие и тие податоци, дека податоците за комуникацијата ќе се чуваат толку, значи мора да биде уредена обработката во закон и тогаш компаниите се придржуваат до тоа. Во секој друг случај мора да ве праша вас и да ве информира која е целта и за секоја наредна цел мора да ве праша и затоа и транспарентната обработка е клучна за да се задоволи овој принцип на транспарентност, затоа се тие политики на приватност на кои што инсистираме, кои што треба да бидат јасни, прецизни, кои што корисникот треба да го информираат за сите овие цели, дали податоците, дали ќе се користат колачиња, кои видови колачиња, кои лични податоци ќе се агрегираат од корисникот. И еден од аспектите, дали тие податоци ќе се откриваат на друга страна и во кој случај, во тие политики на приватност треба генерално да постои и дали ќе се пренесуваат во трети држави. Актуелен е сега и со темата на масовно и неселективно следење, многу значајна одлука се случи во Европскиот суд во Луксембург сега во октомври на случајот на Макс Шремс против Facebook и ирското тело за заштита на лични податоци. Практично со одлуката на судот е поништена целокупната Safe Harbor мрежа во која што беа овие хай-тек компании како Facebook, Google практично овој режим нема да биде валиден. Овие компании кои што беа во оваа мрежа практично се сметаше дека имаат адекватно ниво на заштита како европскиот режим, но сега Европскиот суд поради скандалите кои што ги откри Сноуден за масовните и тајни програми на следење, практично Европскиот суд на правдата при оценка на валидноста на ова одлука, односно на овој режим, Safe Harbor режим, утврди дека поради овие откривања не постојат правни гаранции, ниту пак мерки податоците на европските корисници кои што се пренесуваат во Соединетите Американски држави преку овие интернет компании, но и клауд сервиси кои што се чуваат тие податоци таму, практично нема доволни гаранции од страна Соединетите Американски држави, јавните институции кои имаат јавни овластувања неовластено да и неселективно да пристапат до нив, така да во моментов ова одлука ќе има голем импакт и врз компаниите и регулирање на односите меѓу ЕУ и САД и едно зајакнување на правните механизми и заштита на европските на корисниците кои што потекнуваат од Европа и нивните лични податоци, но и ќе има ефект врз правните режими на регулирање на масовното и неселективно следење во националните држави кои што се случува и е тема не само кај нас, туку и глобално е на вистина најзагрижувачката тема. Транспарентноста и она што покрај информирањето, она што останува како принципи кои што мора да ги почитуваат овие компании и нашите телекомуникацијски компании, но и било кои, значи обични продажни салони, секогаш мора да го собираат и јавни институции треба да го собираат само оној обем што им е потребен. Тоа е еден од принципите на овој закон. Не смеете масовно да агрегирате податоци, па потоа да ги користите, анализирате за одредена цел, за во случај да ви притребаат за нешто. Значи точно ако заради склучување на договор ми требаат тие, заради да наплатам услуга или ако не знам давам сервис или сум јавна институција и ми требаат одредени податоци, не можам податок сензитивен за етничкото потекло, ако сакам да му доделам, не знам, да регистрирам здравствено осигурување или нешто, дали е тоа релевантно за да добијам одредена услуга. Така да овој закон го контролира и тој обем и овде во однос на овој принцип на пропорционалност ќе го споменам
случајот да, пошто сме во сферата на телекомуникациите, нашиот закон за електронски комуникации се уште предвидува задржување на податоци за комуникацијата на сите корисници. Значи тоа е оние метаподатоци кои кажуваат со кого сме контактирале, кои веб страни сме ги посетиле. Значи податоци околу нашата комуникација се задржуваат од нашата последна комуникација уште 12 месеци и овие податоци можат евентуално да бидат употребени за водење на кривични постапки. Со оваа директива, која постоеше ваква директива, Data Retention директива во Европската унија, но беше поништена, овие одредби беа поништени од Европскиот суд во Луксембург и беше предизвикана пред уставните судови во неколку земји членки, затоа што ваквото не се чување масовно на сите податоци за комуникацијата и покрај тоа што нема основи за сомневање за вас, за мене, и заради нивно евентуално користење, судот го оцени дека е непропорционално засегање во правото на приватност, правото на лични податоци, но и некои други права, правото на слобода на информирање и други фундаментални права на поединецот. Повели да не те... Микрофонот само извини. Благодарам. Прво да поздравам оваа акција на фондацијата, се слушава? Метаморфозис. Моето име е Енергин Сефовски од граѓанскиот сектор. Може така да кажам, подолго период сум како волонтерско и работно искуство во невладиниот сектор и ги следам сите активности колку што можам. Прво околу законот за електронски комуникации. Зборувам за нашиот македонскиот закон. Да. Дали имате информација од 12 месеци, колку што разбрав дека е дозволено компаниите да ги посетуваат тие Така е информации. законската одредба. Дали имате некоја информација европската норма, односно од другите земји, еве поблиските од југоисточна Европа, западниот Балкан, кои се државите, земјите, како е нивниот закон? Еве, ќе ви кажам, значи... Бидејќи класична злоупотреба е кај нас ова всушност со прислушкувањето, ако можам така да го кажам, е поигрување, би нарекол поигрување со лојалноста на граѓаните, бидејќи тие информации сега што се класифицирани, односно што се веќе во јавното обвинителство, како можам јас да, бидејќи не се истражени се уште, како можам јас да верувам од тоа масовно прислушкување, дали се уште е запрено, односно дали денес сега во овој момент не се прислушкува? Од каде, кој тоа мене ми го гарантира? Колку ние можеме всушност да бидеме слободни и денес и комотно да комуницираме слободни граѓани? Ќе треба на филозофија да запишам за последно. Не, супер, окей, да. Прво, околу овој моебет со 12 месеци, тоа не е содржина на комуникацијата, значи следење онака на целиот контент, туку на, рековме, сите европски земји, со оглед дека е соборена таа директива за чување на податоците, сите се должни да ги изменат нивните национални закони, значи не постои зачувување, практично ги избриша сите операторите ги избриша и не постои повеќе задржување на овие метаподатоци во земјите на Европската унија, затоа што веќе немаат таква обврска и во оние што се валјда во економскиот простор. За земјиве во регионов, значи кај нас во Закон за електронски комуникации се уште стои и треба да се таа одредба, пошто сме земја членка, треба да ги следиме овие промени и да ги усогласуваме тие закони, да ги следиме принципите на Европската унија и таа некоја судска пракса, ние сме должни, ние сме земја кандидат, така да треба тие промени да ги апсолутно следиме и а за земјите во регионот не знам сега вака, овие што не се значи членки на ЕУ, не сум сигурна за Србија и другиве, баш немам информација за дали имаат, но сигурно имаат. Некој тој рок порано беше од 6 до 24 месеци во однос на контентот и содржината. Значи знаеме, ЗЕКОМ налага, забрането е
следење на содржина, освен во случаи утврдени со закон, со судски налог и слично. Она што моите, со оглед дека и ете нешто пишував за тоа или за мојата магистарска теза, она што е проценка и судската пракса на Европскиот суд за човекови права вика, ако немате прецизни одредби во вашите во законската регулатива во која што јасно ќе биде утврдено дали постои можност за директен пристап до содржината или до комуникацијата, односно ако на било кој начин биде овозможено преку легислативата, вие фактички го повредувате правото на приватен живот. Затоа делот тие одредби отсуствуваат кога ги споредувам со, не знам, го споредував со Законот за електронски комуникации на Словенија, делот прецизните одредби кои што би ги разјасниле работите, кои се обврските на операторите, кои се на јавните институции, отсуствуваат. Но тоа не амнестира нас да го примениме Уставот и сите оние кои што ги имаат тие податоци да се однесуваат согласно принципите, односно кои што се поставени во Уставот, кои што кажуваат во кој случај може да се ограничи комуникацијата. И чисто да, пошто цело време сме околу, сакам само да споделам дека веќе има случаи во Европскиот суд за човекови права на објавување на аудиоснимки кои што се незаконско прислушкување од страна на разузнавачките служби, случајот Букурен Тома версус Романија, мислам дека е во 2013 година, се однесува баш на чисто да го споделам со вас, затоа што цело време сме дали да погледнеме таа некоја пракса, се работи за вработен во разузнавачката служба, романската разузнавачка служба, кој што приметува дека постои нелегално прислушкување и дел од тие материјали ги објавува, свикува пресконференција и ги објавува јавно. Дел од тие аудиоматеријали се однесува, има и приватен разговор на новинар со неговата ќерка и дел се однесуваат на тие аудиоматеријали, не знам, на новинари, на активисти. Тој во Романија е осуден на 3 години или 2-3 години заради злоупотреба на доверливи информации, но Европскиот суд за човекови права утврдува нешто друго, вика проценува дека во конкретната ситуација, значи лицето ги превзело потребните мерки, се она што можело расположливо во правните механизми за да укаже на тој проблем, но и дека јавниот интерес да се укаже на одредена злоупотреба на човековите права е повисок отколку интересот да не се злоупотреби репутацијата на одредена јавна институција, односно во конкретниот случај разузнавачката служба. Овој конкретен случај судот проценува. Сега тука се ценат неколку околности, дали можело, значи што е загрозено, кои се засегнати, дали се превземени интерно сите мерки за да се отстрани таа појава. Значи судот многи одмерува интересите секогаш, јавен интерес и интересот на јавната институција и злоупотребата на одредени доверливи информации и слично. Така да тоа е чисто да ја видиме дека постои одредена судска пракса, ова не е нешто битно е балансирањето што е инволвирано, што е содржината, на што се укажува, дали постои паблик интерес. Злоупотребата на човековите права масовното го дига апсолутно практично, затоа што во еден од критериумите да го ограничувате правото на приватен живот, вика, ако има легитимна цел заради одбрана безбедност на државата, економски интереси, но и правата и слободите на други лица. Така, значи кога веќе high profile case, значи веќе имате индиција дека правата и слободите на други и тога така да околу тоа за таа пракса. Јас малку би продолжила до крај околу, спомнав тој принцип на пропорционалност, но и принципот на чување на податоците и нивно бришење откако веќе целта е исполнета. Значи не може секогаш да собирате само податоци и да ги чувате во рокови во кои што се долги, нерационални, откако целта е била веќе исполнета. Значи секој податок кој што го има компанијата или јавната институција мора да биде чуван во одреден рок
било да е во закон утврден тој, на пример, податоци за медицинско досие се чуваат 15 години од тој и тоа е утврдено во закон. Или еве овие што ги спомнавме со податоци за комуникацијата или слично и мора да се почитува и да се бришат после откако е исполнет тој рок. И ние како индивидуа, еве го спомнав ти што да правам јас, како јас да се ние според законот за заштита на лични податоци имаме тој дел се вика права на субјектите на лични, тоа се ние кои што ти податоци се собираат на било кој начин, еве аудио, видео, имаме право да прашаме секогаш, значи кога ни се собираат податоците, прво треба да не информираат, значи рековме преку договори, политики на приватност, информативни материјали, се што на било кој начин да ме информираат, јас да се согласам, но и можам да прашам во секое време било која компанија, институција, кои податоци ти ги обработуваш за мене, колку време ги чуваш, од каде ти се, на кого му ги имаш откриено, и врз основа на кој, значи буквално може да има обврска да ви одговори во рок од 15 дена, најчесто треба писмено барање да се поднесе. Значи сакам аксес до моите податоци, да видам кој е правниот основ, зошто се чуваат, на кого биле откриени и дури може да сметам дека ми се неточни, може би сметам дека сте ги откриле на институција која што неовластено пристапила, да ми барам одговор од оној кој што ми ги прибрал податоците. Ако не ми одговори или ако не сум задоволна со одговорот, може да реагирам до дирекцијата за заштита на лични податоци, не може да имаме обврска да спроведеме инспекциски надзор, да видиме зошто ви е невозможен аксес. Тој пристап до податоците ваши може само да биде ограничен ако се води кривична истрага, ако институцијата процени дека би наштетило на истрагата во спротивно. Ако не постои таков налог, ако не постои таква ситуација, треба да ви одговори на овие податоци и да ако е навистина така, ако е неточен, ако да се коригира таа постапка, ние можеме како институција да спроведеме инспекцијски надзор, да наложиме да бидат избришани податоци, да забраниме обработка, можеме да му наложиме да превземе мерки на заштита соодветни за да ја заштити податоците на сите корисници, не само вашите. Така да има силни инструменти за да се реагира. Околу делот само те привршам, значи околу бришењето на податоци на интернет, и пошто ако појди онлайн прилично штетата е голема и може да не само врз на честа и угледот, приватноста на луѓето, со еден од случаевите на Google Spain во 2014 година еден граѓанин на Шпанија нели покрена постапка, бараше да му бидат делистирани симнати негови лични податоци од Google, од Search Engine-от, и Европскиот суд во Луксембург зазеде став дека интернет пребарувачите се контролори на лични податоци, мора да постапуваат по барања на граѓани. Пример, може да и Виолета или било кој од нас, ако има податок за нас, на пример, јас не сум платила нешто на некоја јавна институција, таа ги објавила, може би законски, може би незаконски, поминале, јас сум го платила долгот, во овој случај овој шпански граѓанин, некаков долг или ликвидација пред 16 години што се случила, и тој податок се уште кога ќе се искуца неговото име го листира во Google пребарувачот, а ситуацијата е одамна решена и практично му ги нарушува неговите права. Тој податок е нерелевантен ниту за јавноста. Така да веќе и Google и интернет пребарувачите постапуваат по вакви барања, веќе се развиваат критериуми и агенциите за заштита на лични податоци. Ние досега немаме таков случај. Граѓаните сигурно ќе разберат и може да веќе се разработуваат критериуми, затоа што ова е прилично деликатно, не можете туку така само да бришете од интернет пребарувач, треба да се види дали тоа е информација од јавен интерес, па и слободата на изразување, тука инволвирање треба да се види дали на вистина постои можност дали на вистина се работи за злоупотреба на лични податоци и дека тие податоци не се потребни да бидат чувани и затоа треба да се делистираат од сега не знам вака нешто прилично опфатив тоа што сакав да кажам. Само секунда околу не само прецизна правна регулатива, јас ја претерав со времето, така? Не, ворете, меѓутоа има прашање, ако не ви е проблем да ја прекинеме на кратко. Се занесов. Во врска со случајот со бомбите, дали до сега е веќе нешто поднесено до Дирекцијата за заштита на јавни
податоци, дали нешто превзедовте и дали постојат механизми воопшто да се контролираат провайдерите, операторите кај нас? Кој е надлежен Телеком да го контролира? Дали може на било кој начин да се утврди одговорност во овој случај? Постапка инспекцијска по службена должност за во однос на овој случај на преслушкување не е поведена по службена должност, ниту пак имаме засега представка од засегнати граѓани од објавените аудиоматеријали. Тоа беше споменато во извештајот на Рајкнат Прибре дека се уште нема, тоа не значи дека инаку околу законските надлежности ние имаме надлежност да ги контролираме телекомуникацијските оператори. Како што реков претходно, значи секој кој што собира податоци за лични во случајов не само од склучени договори, податоци за комуникација, содржина може да дирекцијата се грижи, има мандат да постапува, да провери дали тие превзеле соодветни технички организацијски мерки внатре, да го контролираат авторизираниот пристап, било од натре, било од надвор. Постои и обврска во Законот за електронски комуникации. Ако биде нарушена безбедноста на тие податоци, доверливоста да тие компании не известат нас, Агенцијата за електронски комуникации, значи имаат обврска во Законот да ги превземаат тие мерки, ние може преку редовни контроли, но и по представка на граѓани да постапуваме да видиме дали постои нарушување на технички организацијски мерки, дали постои правен основ за одредена обработка, дали се откриени, дали постои правен основ за тоа откривање и на секое барање, како што реков, на правата на субјектите да пристапат до нивните лични податоци. Така да не само телекомуникацијските и сите интернет компании, но и јавни институции кои што обработуваат лични податоци, имаме мандат. Ние тоа може да биде улогата за да се превенираат ваквите состојби, тоа треба да биде еден заеднички напор не само на институциите, но и невладините организации, не само парламентарната комисија која што има мандат, ние можеме во еден стручен аспект да придонесеме во превенирање, но и реагирање на Дали сте били овластени да извршите, дали сте добиено сертификати за класификација на... Да, ако мислите за сертификат за пристап до класифицирани информации, инспекторите имаат сертификат до строго ДОВ, да ако случај се сретнат со лични податоци кои што имаат известна класификација, може да вршат, но она што зборувавте околу капацитетите, значи неблагодарно е да проценувам дали има капацитети. Мислам дека апсолутно имаме капацитети и овластувања за да спроведуваме инспекцијски надзор, сите овие мерки односно налози кои што може да утврдиме со записник каква е состојбата, и со решение да коригираме одредени мерки. Сега не знам како зборувате во кадровски капацитети, има обучен кадар кој што може и секогаш за разлика во каков тип на случаи се работи, секогаш овие институции мањкаат со кадар кои што имаат IT бекграунд, но постои можност за ангажирање дури на дворешни експерти, законот го дава тоа како можност, но постојат механизми и постоечки кај што можеле да утврдиме одредена. Немаме представка од граѓанин. Тоа е тоа. Добро се гласот ако се земе личен податок. Да, еве, ако го снимаме мојот глас и ако го имаме во одредена база, може преку гласот, ако имам не специфичен, може да го идентификувате човек преку аудиоснимката, значи тоа се смета за личен податок и може апсолутно, не знам, биометриски. Граѓаните не се свесни за оваа можност, затоа и нема реакција. Апсолутно, затоа информирањето и свесноста е апсолутно и механизмите на заштита кои што му стојат на располагање не само преку дирекцијата, но и преку
кривично-правна заштита, неовластено снимање, значи има можност и во Законот за заштита на лични податоци вика може да бара и надомесна штета ако поради незаконска употреба на личните податоци, така да треба многу повеќе да работиме на информирање на граѓаните за сите овие на будење на свеста, за да и ние имаме значи едноставно и не само на тој начин ќе се создава пракса и кај институциите, и кај судската ќе има и притисок за да се за едноставно да градиме знаење и практики добри во оваа област, да ги превенираме одредени состојби, така и да на тој начин се гради демократско општество само на тој начин. Фала ви. Мислам дека има уште едно прашање. Вие имате? Малку е аспективно, треба да се, значи нашите судови, Европската конвенција е дел од нашата правна рамка. И се што е како судска пракса на судот во човекови права, нашите судови се должни да го применуваат. Едноставно, ако имате сега случајот, ако се разгледува кривично, ако дојде пред судовите, вие морате да ги земете сите случаи кои што се поврзани тесно околностите на случајот со конкретниот наш домашен. Еве така ќе ви одговорам без да не можам да влезам пошто не ги знам сите околности, ниту но должни сме да ги гледаме тие референтни случаи и така судот ќе се повикува на нив. Како во случајот Букурома, што е утврдено, и ако судот во Страсбург поставил некои стандарди, принципи, например, тие критериуми, јавен интерес, за кого се работи, што е објавено, дали се тоа јавни личности, дали се работи за јавни добра, дали е приватен разговор, се ќе се одмерува и судот ќе се води од тие принципи и ќе реферира на тие случаи, така и ќе се подкрепи правната аргументација, да видиме дали било оправдано или не. Ама ви викам, тоа треба да се имаат сите околности на случајот, истрагата, тоа ќе го покаже да се види што се случувало. Не можам да кажам дали, но секако треба да се земе во предвид, апсолутно. Значи, и не само тој, и мене на тој ми текна сега. Повели. Горет, има уште прашање? Дона? Микрофон. Не работи, па без микрофон. Чекај да спречувам. И анкети. И анкети, да. И дека до нив се доставуваат и има еден случај сега пред неколку дена во парламент, еден пратеник кажа дека од Министерство за труд, или не знам кое е точно министерство, се користеле списоци за на луѓе што се податели на социјална помош, за тие да се таргетираат при политичка кампања. Каква е законската рамка во овој случај, што треба да се направи за да се примени законот? Ајде. Ако политичка партија може да прибави податоци за ако прави анкета или со граѓани, значи може да ги прибави од самите граѓани, мислам да едноставно дојди по врата на врата, може јас да му се потпишам, но со моја согласност да му дадам се дека ќе гласам за нив, дека сум на таа возраст и се слично, значи со моја согласност се и тие треба да го докажат. Например, било кој да се пожели утре, ние кој ќе дојдеме во инспекција кај нив, речат имаме согласност, таа е наш член или било што. Тоа е едниот аспект. Ако сака да користи политичка партија од друга збирка, особено на збирка на јавна институција, тоа е она што ви го кажав за користење на податоците за друга цел. Ако Министерството за труд и социјала има неколку збирки на лични податоци, една од нив е корисници на социјална помош. И целта на таа збирка во законот е одредена за да луѓето остварат социјална заштита, да добиваат социјална помош и тоа е примарната цел. Ако вие тие податоци ги дадете на политичка партија заради политичка кампања, тоа е веќе друга цел. А јас како корисник на социјална заштита, ниту сум информирана, ниту сум се согласила, ниту постои во законски основ да јавна институција дава на било кој друг корисник, во законот нема, не знам, јас не ми е познато дека може тоа да се прави. Значи ви имате употреба на друга цел и практично е повреден принципот на
од членот 5, вика ќе ги употребува на начин кој што е соодветен на целта и само компатибилен на таа цел. И не може, тоа е веќе друга цел, имаме повреда веќе на Законот за заштита лични податоци, член 5, и реактивните мерки се или ако дознае до дирекцијата по службена должност или пријава тој што ги има податоците и доказите, писмено барање до нас, иницијатива се поднесува, може и анонимна, ако ги има доказите, како и да е, здружение, поединец. Ова и ова се случи, еве ви докази, одете проверете и ние излегуваме на терен, треба да утврдиме и тоа се утврдува едноставно со интервју на вработените, можеме да прибираме документација, може логови да прибираме дали е влегувано, дали се вадени податоците, како се изнесени, зошто се изнесени, значи тоа се утврдува некако и во политичката партија можеме и во институцијата, значи едноставно да го решиме случајот. Тоа е класичен случај на незаконска обработка ако се употребуваат за цел за која што не им е примарно одредена. Апсолутно си е тука чисто. Треба да се поднесе престап? Да, со се докази или иницијатива, значи ако има некако, апсолутно би било пожелно да има докази, некакви индиции за да ние ја спремиме таа инспекцијска постапка, апсолутно тоа е работата на оваа институција, треба да. А дали до сега сте имале инспекции во политички партии? Некаде на почетоците од законот имаше, прилично актуелно беше со вршење на директен маркетинг на граѓани, на нивните адреси, без нивна согласност, некако имаше користење незаконско на лични податоци собрани од некаде од страна на политичките партии, им се пушта било SMS или пак не SMS, туку беше баш директно на адреса, тоа беше негде на почетоците и ги во некои политички партии беа спроведени, ова е малку оддамна, не можам да се сетам, само знам дека беше за цели на политичка кампања, политички маркетинг на домашна адреса беше вршен, а истиот принцип ќе важи и за онлайн, разбирате, ако добиете порака, гласајте, од каде сега? Имаше прекршување на законот за избори, минатите избори, во суштина преку хакерско поди на приватни профили и употреба на таа листа на пријатели што ги имаат соодветните лица. Нели дека е лакна таа страна да биде фан на тој политичар, имаше некои пријави такви. Независно што ви се од социјална мрежа и да ви се на група, вие пак не ви дозволува тоа да го користите неговиот имейл акаунт или било што да потоа го таргетирате било за директен маркетинг, политички маркетинг, така да. Таман да се надоврзам на ова. Дали, да речеме, ако некој медиум ја земе наша фотографија од профил објавена од Facebook без дозвола и ја стави во напис или ја искористи за клевета и навреда. Дали тогаш и вие имате некаква улога тука, бидејќи таа фотографија е еден вид личен податок? Секогаш имам дилема околу овие случаи, ама има некои ставови кои што ако медиум земе фотографија од приватен профил на социјална мрежа и го стави во некаков контекст. И сега многу е битно, пошто се работи за медиум. Се тука малку се изменуваат работите. Не е индивидуално лице и има еден член во Законот за заштита лични податоци, вика обработката на лични податоци се балансира слободата на информирање, сега значи се работи за медиум и сега што има тој текст. Чија е таа фотографија? Не е исто да е Радмила Шекеринска, друго е јас. Мислам, може и јас сум, да речем, public person. Али битно е кој е тој, што е текстот, што се открива. Значи, веќе имаме, не можеме генерално да ги гледаме, но ако го земеме случајот, ако дојде кај нас, можеме да процениме. Ако се работи за онака прилично чист случај за клевета и навреда од текстот, тоа би било најчесто сугерираме да оди преку кривична правна заштита за овој закон што е за граѓанска одговорност. Значи, најчесто затоа што ние никогаш не можеме да го гониме, односно треба да се балансира тој интерес меѓу слободата на информирање и правото на приватен живот, но ако се работи претежно за заштита на честа и угледот, би упатиле на кривична правна заштита. Ако се објавени лични податоци, онака јасно, значи имиња, презимиња на корисници, а не се работи за носители на јавни функции, не знам, некоја база едноставно е ставена тука или должници, тогаш го
го најдуваме тој контролор, значи било да е веб страната, било да е јавна институција или веб портал, се обидуваме да го лоцираме и да реагираме. Малку се не значи дека секогаш ако има само фотографија или викам дека ќе се процени едноставно дали се кои лични податоци се инволвирани, кој е тоа лице, ќе се балансира тој. Многу е битно. Да, би реагирале. Например, не знам, интернет портал објавува моја фотографија, и спомнато е и моето име и презиме. Например, апсолутно небитно нешто дека не знам сега, едноставно не знам, дека се поминувам пред менада, тотално и нешто правам што може да, значи може да реагираме, да биде, имаме случаи на такви каде што физички лица, поединци кои што реагираме со укажување или било каков начин или инспекцијски надзор и може порталот да ја извади, но ви викам претежно ако се никогаш не можеме да најдеме сторителот. Мислам, ова се работи за медиум, тука може да ги лоцираме од прилика. На социјални мрежи тоа е тешко е да на пример кој ми ја објавил фотографијата на социјална извини, да. Евете. Минатата година, непосредно пред парламентарните и претседателските избори, лично сум сведок како на моја лична пријателка од факултет и стигна SMS порака со албанска содржина и да гласате за таа и таа политичка партија. Како гледате вие на ова и од каде е добиен, значи тој телефонски број, дали тука корисникот на тој телефонски број, односно операторот, како дозволил да таква SMS порака без разлика на јазикот, мислам, апсолутно и да. содржината, но содржината е сепак важна, гласајте за таа и таа, да не ја именувам политичката партија, албанска политичка партија, што сега е моментално власт. Всушност се две политички партии, како што гледам, албански се на власт, но не важно. Еве, дуи се работи за таа политичка партија. Ќе ја кажам и јавно. Благодарам. Како гледате на ова? Го зборнавме претходно, значи нема дилема ако вашата пријателка не е сигурна, односно или е сигурна дека не дала согласност, не е член на партијата, ниту пак на било кој начин не им дала согласност нејзиниот телефонски број да се користи за одредена цел утре, не знам, за комуникација со таа партија или било што. Сите овие случаи на вистина треба дури и анонимно или како граѓани не мора, значи буквално да бидат пријавени до кај нас за да ние можеме, значи буквално ќе се кажат околностите, од тој и тој оператор сум корисник, добив ваква содржина, зошто мојот телефонски број се користи заради политичка пропаганда или делување од страна политичка партија и си почнуваме, ние ќе си истражиме кај тој оператор што се случило. Немаме консент од корисникот. Вие тврдите, јас ништо не дам, одим, не може да појдеме во политичката партија, не сте ни член, може да ти рече, опс, имаме, еве, таа е член и ни ја даден имниот телефонски број, значи ќе се испитаат околностите од двете страни и можеме да донесеме заклучок дека дека се обработувани лични податоци без согласност на поединецот и да утврдиме повреда на нејзиното право. Ако може се извинувам. Дали може таа другарка сега тоа да го направи? Дали има некој рок во кој што мора да го пријави злоупотребувањето? Па, мислам дека може, да, мислам. Може, зошто да не, мислам, ако го чува доказот или било што, ако е не застарува се, не знам, од откривањето на повредата, не знам како беше до 3 години. Мислам дека може да се реагира, ќе видиме, значи не, ако има доказ, ако ги чува доказите, може да се. Сакала еден сензитивен момент да ми објасните. Каде се допираат правото на слободно изразување, правото на слобода на говор, правото на информирање со злоупотребата на личните податоци за политички кампањи, негативна кампања. Значи имаме случај, се употребува ликот, се употребуваат приватни податоци, да речеме возраста, се употребува местото на раѓање и сето тоа во еден медиум
електронски медиум, например, да речеме, за пример, да земеме, може да биде и печатен, меѓутоа најчесто електронските медиуми и социјалните мрежи се користат за тоа, меѓутоа портал, официјален портал, со накарадна слика и со злоупотреба и извртување во контекст ставање на тие податоци. Каде е тука медиумот, каде е слободното изразување, каде е злоупотребата на личните податоци? Кој е амнестиран и кој е дозволен, кој е јавниот интерес од тоа? Дали тоа е дозволено да им се прави на политичарите, а не на, да условно кажа, на обичните граѓани, или подеднакво сите сме исти пред уставот? Ако може тој момент да ми го искоментирате. Да. Секогаш актуелно прашање ова. Односот на овие две права, и повторно, ќе се повикам на тие случаи што ги имам читано, каде што се преломуваат овие права, од Европскиот суд за човекови права, ако се објавуваат одредени податоци, содржини, фотографии или било каква содржина која што содржи личен податок или се однесува на конкретно лице, викате податоци за возраста, фотографија, е ставена во одреден текст, контекст, ја објавува медиум. Но ако постои засегнатото лице, ако смета дека му е повредена честа угледот, правото на приватен живот, се поведува постапка најчесто пред судовите и судот балансира. Сега анализира она што го викав. Дали е загрозено правото на слобода на информирање и споделување на одредени информации со другите членови во општеството, дали постои јавен интерес тоа да се дали јавниот интерес преовладува над потребата на ова индивидуа дека и се загрозени одредени правото на приватен живот. Сега кои критериуми ги се води судот? Ви кажав, не е исто носител на јавна функција, тие имаат треба да имаат повисок праг не е исто обичен граѓанин, ако информацијата се однесува на или податоците за физичко лице кое што не е носител на јавна функција, политичар кој што или пак обичен граѓанин што изнесување на едноставни факти од неговиот приватен живот без да постои интерес за ние сите да знаеме за ова, едноставно да ставите фотографија од лице, да откриете, не знам, податок дека е сензитивен податок за неговото здравје без да има оправдана причина. Медиумот некогаш може дури и да објави лични податоци ако смета, ако е оправдана причина, например на водење негативна кампања и го ме представува како животно. Таков, видите, некои работи дури не можат, ние мора да се градиме како општество каде што треба и медиумите, значи ќе се соочуваат со кривични пријави затоа што тоа е нарушување на честа и угледот. Ако нема информација, судот ќе процени дали ова информација која што од текстот кој што е напишал новинарот има ли импакт врз ова општество, покренува ли дебата за одредено прашање, дали настанот што го коментира е од релевантност за општеството, за одредени процеси, одредени одлуки, тоа судот треба да го балансира тоа, а просто нафрлање чисто да се оцрни некоја личност чисто за или некои тривијалности во врска со нејзиниот приватен живот кој што нема импакт врз општество, ќе биде проценето дека е повредено вашето право на приватен живот. Пример, едноставно, вие ниту сте, не мора да сте носител на една функција, ама не се укажува на никаква појава. Едноставно, само сакате да го дисквалификувате со неточни информации одредено лице, со навредливи содржини. Тоа се има кривично дело и новинарите и уредниците ќе си по граѓанска по законот за граѓанска одговорност одговараат за тие случаи. Мора да докажат пред судот дека постоел јавен интерес, релевантност и судот ќе процени ова е навистина една информација која што е само сака да му наштети на поединецот, мора да има во таа проценка треба да се докаже вистинитоста на тие факти, например лажни, но и интересот јавен. Да, нашите судови, а некои од случаите кои што ги се судруваат со право на приватен живот на нашиот предуставниот суд ги гледав дека малку, значи сензитивноста судот мора да препознава и кога треба. Европскиот суд за човекови права дури и толерира одредена и провокативна, дури и навредливи содржини ако атакирате, не знам, политичар, негов коментар, например, за ЛГТБ заедницата, можете дури и новинарот да употреби навредливи зборови. Слободата на говор дава толерира, но сепак мора да се работи за одредено општествено прашање, а не за да го дискредитирате некој не знам, заради некои минорни факти од неговиот приватен живот што немаат општествена релевантност.
Ви викам, тоа балансирање оди од случај до случај. Сега не можам вака генерално, ако ми кажете, многу е битно за кој се работи, што е објавено, дали тоа има јавен интерес за објавување на таа информација, дали има сензитивни податоци, дали се направил соодветен баланс. Медиумот може да објави нешто, но нешто и не. Може и да објави дури и лични податоци, Ја можам за да го бидам докаже. подецидна, Да. за да не лутаме во општи теории. Па да, Например, јавен интерес се, да речеме, еве сега ни предстојат парламентарни избори. Или локални, или било кај. Јавен интерес е кој ќе биде, например, избран и кој ќе менаџира со државата. Меѓутоа, суштината е водењето негативни кампањи со цел или да се обесхрабри кандидатот, да, електоратот, или воопшто една перцепција негативна за една одредена личност, например, која може да го загрозува конкурентот. Да. Каде е границата? Не само етичка, каде е законската граница и до каде може да се оди? Не само, значи, една е таа кривично правна заштита на сите тела кои што се занимаваат со човекови права, омбудсман, дирекција за заштита на лични податоци, етичките, сите тие комисии во медиумите, тие треба да реагираат на сите овие состојби. Да се гради една култура во медиумите дека не можеш туку така да објавуваш информации кои што се непроверени, кои нарушуваат чести углед и едноставно да немаш сериозна информација која што ги исполнува тие некои новинарски стандарди, етички стандарди. А ако цапне, ако завелезе во сферата на приватниот живот, викам и личните податоци, ќе се реагираат, значи еве овие сите институции, ние, омбудсманот, ќе има реактивни механизми, ние ќе реагираме до медиумите, но за да овие состојби во општеството се надминат, многу битна едукација, една свест е тоа, значи да не можете да санкционирате толку колку што може да се произведе таков материјал, веќе треба да биде вградено во работата, методите дека не можеш да дисквалификуваш некој, да го етикетираш со некакви факти од приватниот живот кои што не се важни ако е носител на јавна функција. Например, не знам, се кандидирате вие за пратеник и некој објавува, не знам, се податок за вашиот сопруг дека нешто, не знам, било што не е релевантно, сака да ве дискредитира, да ве изнесе од тој процес, тоа е вашиот приватен живот. Ете, ако се случи тоа и вие ќе почнете, било пред нас, и ќе видиме дали тие може да објавуваат податоци за вашето професионален бекграунд или дека нешто, значи, оно што е релевантно за вашата за целта е вие како нешто што е вистинито, не нешто што е измислено. Но податоци за вашето семејство, ворете. Меѓутоа не например ни наведува кон вистината, ни ништо, ако, например, ви реков ми нацрта магарешки уши. Тоа е негова машта. И веќе се без разлика на кој на ниво на функција сум, дали сум дел од тоа или приват. Мислам, за обичниот граѓанин тука би требало да е позаштитен, а овие треба да имат повисоко ниво јавните личности. Не треба да имат повисоко. Тие толеранција да имат треба повисока, тие се на удар и треба да бидат на удар на јавност. И треба. Меѓутоа, дали со негативна кампања се извинувам, јас повисоко, да не им даваме повисоко. Исклучиво за медиумите. Дефинитивно сум против било какво затворање и рестрикции во сајбер просторот. Таму се приватни профили кои што сака ќе каже. Тоа е неговиот, како да кажеме, Хајд парк. Меѓутоа, ако е официјален портал, информативен портал, регистриран како тако во како се вика во заводот. Да, ова е агенцијата што се имате одговорности од еден ниво. Сакам затоа што тоа официјално тоа е субституција на печатен медиум, на електронски, например, на телевизија, и тука ја го сметам како релевантен извор. Прашање е колку тој медиум може стварно да се нарече медиум, и колку тие новинари стварно може да се наречат новинари, бидејќи се знае дека постои кодекс кој што новинарите мора да го следат при објавување на било какви информации, без разлика дали е за јавна личност, за приватна личност, значи постои кодекс на однесување кој што ако се почитува нема да дојде до таква ситуација. При секој објавување мора да се води сметка за приватноста. Портал е еден од највлијателните. Не сакам да посочам со име, не мора ни да посочувате. Не мора, претпоставам кој, меѓутоа
Значи тоа објаснува кога еден таков портал може да биде со се мери невлијателен. таму, со опфатот, со све. Да. Ако се гради пракса на санкционирање на таквите појави, ќе видите како многу бргу ќе се изрази сензибилитетот кај медиумите, ако не е тоа селективно или ако приватноста на јавните личности е малку позначајна од колку некои други. Така да, ако имате санкционирање, ќе видите како многу брзо медиумите ќе се приклонат кон овие принципи, ќе размислат која е штетата, однапред дали можеме да издржиме кривичнава пријава што ќе стигне или одиме понатаму. Бидејќи немаме многу време, уште едно прашање само и ќе продолжиме со последниот говорник. Јас имам само коментар во врска со ова со порталите. Порталите не се пријавуваат во Агенција за аудиовизуелни медиуми. И иако и на личен профил и на портал, законот би требало да не штити нас од било какви злоупотреби. Нашите права не е важно кој ги крши, нашите права треба да се заштитени и значи он нема потреба да биде негде пријавен, да биде официјален за ние да го оствариме нашето право, тој да не ние можеме на ист начин како што би биле ние оштетени во реалниот, да речеме под наводници простор, ако тоа се прави во виртуелниот под наводници простор, истото тоа. Ако Васко ме навреди сега овде, јас можам да го тужам. Ако каже нешто, ако некој тоа го напише на својот профил, јас можам да го тужам. Тоа нема никаква разлика. Нашето право важи и на интернет. Но има, например, не знам, има ситуации во кои што државни институции, што е официјален портал? Дали официјален портал е портал кој што нема импресум, но има реклами од државни институции? Значи некоја државна институција го признала тоа како релевантен и без разлика што не ги исполнува новинарските стандарди, некој таму смета дека треба да се даваат пари за тој портал да функционира и тоа народни пари. И затоа мислам дека нема потреба воопшто да навлегуваме дали се регистрирани, не регистрирани и слично, дека нашите права мора да бидат заштитени без разлика кај се. Да, ама мора да постои и да знаеме кој стои за тоа даден портал. Ние институциите не може да реагираат и ние имаме случаи со објавени фотографии на еден од порталите. Не можеме да ги лоцираме, има фантовски фирми кои што постојат, нема адреса, не можам да го извршам, не можам да го посетам, не можам да побарам еден портал кој што шири говор на омраза и најгрозни клевети, има на него реклами од државна институција. Таа државна институција му ги плаќа парите некому. Ако се следи трагата на парите, кој ги зема парите од рекламите кои што се на тие портали, многу лесно може да се најде кој човек е одговорен за работата на тој портал. Но пак ќе ти кажам, се зависи од бизнес структурите што стоят позади. Не, се едно, мене не ме интересира. Треба да заработиме да се може да открие. Мислам, и ќе се затвараат тие интернет страници кои што нема јасен импресум кој стои, кој компанија кој ќе одговара за содржините. И навистина затоа што мора да работиме на правна регулација да не е сеедно кој стои за тие. Затоа што ние имаме конкретен случај, не можеме да ги лоцираме едноставно. Сакаш да реагираш, да издадеш записник, не можеш да прокомуницираш, а направена е огромна штета. Агенцијата треба да се следи. Ако некој интернет портал генерира медиумски содржини, па тој ми е медиум мене. Тоа тоа е агенцијата. Агенцијата за аудиовизуелни и таму ако има некој кој што нема импресум, ако не е пријавен, молим лепо тој ќе си биде shutdown. Ќе замалам уште едно прашање и се извинувам, само уште едно прашање, малце поживотно прашање околу правото и заштитата на личните податоци. Протолкувајте ми го случајот на било која факторинг компанија, еве EOS Matrix да речеме, се јавува во име на Стопанска банка, звони на домашен телефон, значи веќе ме бара со име, мојот домашен телефон, приватен податок го употребува, се јавува маш ми, или детето, или мајка ми, или било кој, и кажува податок виен веќе 2 месеци за кредитот кој може би маш ми не дека сум го зела, кој може би мислам, они ќе се го кажат, они се представуваат, ви се јавуваме по повод долгото Стопанска банка, не сте го платиле толку досните, ќе ви блокираме и закани и растур систем во семејството. Каде тука е заштитата на личните податоци? Овие компании што ги ангажираат било банки, било трговски друштва кои што сакаат да им ги наплатат долговите, ги ангажираат некои надворешни фирми, во случајов како EOS Matrix, и склучуваат договори со нив,
да наплатата ја превземат овие надворешни компании. И личните податоци ваши, кои што сте ги дале на овој примарниот, водат кај другава компанија и таа ви се јавува и ви ве замара. Во аспект на заштита на лични податоци, она што ние го контролираме, дали овој надворешно ангажираниот е обработувач за сметка на компанијата со која што вие примарно сте склучиле договор. Гледаме дали она што е примарно е да вие бидете информирани дека постои можност, и тоа во склучувањето на она што го зборував, кога влегувате во деловен однос со нив, во договорот треба пишува дека личните податоци може да бидат откриени на други корисници, на трети лица заради цели на наплата на долг. И практично, след тоа треба да не треба да би со малецки букви, но така вие сте информирани и влегувате вие во тој деловен однос и се согласувате, тие вие информирале однапред дека може да излезат заради наплата на долг. И она што ние го контролираме е дали овие компании ги чуваат соодветно, дали постои договор меѓу нив, откако ќе наплатат со вас, треба да ги вратат или да ги избришат, дали превземаат соодветни технички организацијски мерки. Во Полска, например, има заземено став дека дури треба согласност дополнителна за вас, така е нивната. Ние засега бараме информирање однапред на корисникот на услугата, да знаете, да сте свесни на тој ризик дека може и тие компаниите може да ангажираат така со договор и со соодветни мерки за да и тоа не треба компанија да ги употреби утре за вас. Например, таа почне да ви праќа директен маркетинг или да ги продае да е вашите податоци на друга трета компанија. По правило во нивните овој што контролорот што му дал треба да му даде инструкции дека треба да комуницира само со вас, дека не може сега да му каже за долгот на сите членови. Че вие може да си реагирате и во компанијата. Ве молам да се комуницира исклучиво со мене, не сум информирана, јас го оставив мојот мобилен телефон, вие ми се јавувате, значи реагирајте на тие состојби, можете и пред нас, значи не треба на било кој. Точно, тоа се некои принципи на работа. Сега сите кои се јави на затоа што ќе биде откривање на лични податоци дури на членови на семејство, вие може индивидуално да се Ќе имаме уште еден говор, после ќе поставите прашање. Имаме уште еден говор, после. Едрак ќе заборај тоа што треба да кажам. Веќе ми се променија. Ти се променија ставовите и плановите. Турлитава стана. Но како и да е. Ај Предрак прво, да? Како или да сакаш после или некако да прашам претходно што беше споминато околу порталите. Нели кога беше последната измена на законот за медиуми, беа додадени во текстално дело, односно во законот, па беа изземени за да се регулираат на некој начин. Како сметате било кој од вас да одговори барем накратко, како би биле порталите регулирани за да не се случуваат тие работи како што беа претходно кажани, се случуваат ден и ден? Благодарам. Прашањето е интересно, актуелно, но за жал нерешливо. Мислам, за жал, моите соговорници веќе искажа нели многу јасно и гласно ги искажа нивните агенции што се занимаваат и со што се занимаваат. За жал, јас пак од една друга страна сакам малку повеќе да се осврнам во контекст на нели технички, повеќе технички гледна точка. За жал, на правната основа и нели на граѓанската основа имаме. Еве го и метаморфози се тука, Hotline Macedоnia, значи cyberbullying се занимава, тоа нашите лични податоци нели се заштитени со дирекција за заштита на лични податоци и така натаму. Но за жал, технички немаме изводлива агенција која е наменета за заштита на нашите уреди. С кои се тие нашите уреди? Тоа се мобилните телефони, компјутерите, лаптопите, таблет, серверите. Онлайн порталите, за кои станува збор, за кои вие напоминавте, значи, ако самиот портал шири нели некаква, ајде да кажеме, неточна информација или ајде да кажеме има позади некаков вирус, малициозен код или така натаму, Дирекцијата за заштита на лични податоци не е задолжена да реагира. Ако преку веб страната се Точно прибираат така. лични податоци. Ако се прибира, вие треба да реагирате, но вие не сте таа технички која може тој сајт да го тргне од интернетот. Че тие не се. И за жал,
последните 10 години се занимавам со оваа тема, со кибернетичка безбедност. И последните 10 години слушнавме уште 2005-2006 да кажеме, имаше во јавноста излезено дека ќе се создаде агенција која ќе се занимава, тоа е тим кој ќе се занимава со Critical Incident or Critical Emergency Response Team, што се вели или кратко CERT или CIRT. За жал, таа агенција се уште не постои, последната јавна дебата и последното јавно изнесување, излагање во јавноста беше ноември минатата година, дека тимот веќе е во крајна фаза. За жал веќе сме октомври 2015. Јас минатиот месец публикував научен труд токму за таа, дека всушност во Македонија таква агенција се уште не постои, за жал. Знаеме, на нетранспарентен начин се изведуваат напорите таа агенција да се некако формира. Станува збор, сега таа агенција ќе биде во склоп на АЕК, Агенција за електронски комуникации. Во ред, супер. Буџетот, ако сакате да го добиете, не можете да го добиете, од АЕК ако ги прашате нема да го добиете, но ако го пребарате интернетот или сајтот на АЕК, ќе добиете некои информации кои воопшто не се јавно достапни за сите. Значи, буџетот е пола милион евра. Планот, да не зборуваме каков е. Имаше јавна расправа во декември минатата година токму на таа тема со телекомуникацијските оператори и интернет провайдерите. Што мислат тие за оваа агенција или како, нели, што треба нешто да се промени или како нешто да се сугерира? За жал, комуникацијата на тие, тоест самиот самиот резултат на тие публични, тоест нетранспарентни, јас ги нарекувам, бидејќи не се транспарентни, не можеш никаде да ги најдеш, треба да ги побараш преку Google, специјално да го бараш на АЕК сајтот, буџет пиши, или CERT или CIRT и ќе најдете. И јас бев фрапиран кога видов дека всушност македонските оператори, телекомуникацијските оператори укажуваат на АЕК дека всушност вие треба задолжително да направите криптиран имейл систем. И јас онака викам, чекај сега, зар тоа не е вклучено? Мислам, тоа е приорити на таа организација, на тој тим. И сега читам резултат од една јавна дебата на еден мобилен оператор, на друг мобилен оператор, на трет интернет провайдер и сите трите дискутираат за криптирање на електронското сандаче. Јас бев замолчав, ништо. Океј, тоа е една организација нели која што треба да се занимава. Сега пак ќе се навратам на вашето прашање. Таа организација е главна и одговорна нели за спроведување техничката позадина, да направи целосна форензика, да направи целосната анализа. Значи тоа, јас веќе го тоа јам работено во Франција, во Естонија и во, за жал, надвор од Македонија, не во Македонија. Значи тоа е собирање на податоци, информации, како, зошто, кое се позади тоа, зошто е така направено и како нели тоа да се реши и да не се случува понатаку. Тоа е едно, а од другата страна пак исто така, за жал, во Македонија се уште не ни постои национална стратегија за кибернетичка безбедност. Пак ќе кажам, ќе се навратам на моабетот од минатата година. Во плане и се изработува стратегијата, но не знаеме до кој степен. Самата изработка на стратегијата е, мислам дека со Виолета баш коментиравме, е поттикната и е финансирана од страна на UNDP. Каде минатата година си има извршено, тоест по барањето на UNDP имаат извршено асесмент, тоест анализа или ревизија на самата стратегија. За жал, стратегијата никаде не можете да добиете, никаде не можете да добиете информација за што станува збор, со каква мисија, со каква визија е стратегијата, ништо. Главен и одговорен орган во Македонија за ваква стратегија е Министерството за надворешни работи, што не знам по која основа и како тие го работат ова, но без разлика, нели? И кога јас
стапи во контакт со конкретни луѓе кои се занимаваат со тоа, нели јас дојдов до некакво знаење кои се главите и кои се занимаваат со тоа. А напишав мејл, им се јавив по телефон, значи на многу едноставни прашања, се извинувам, јас барам само која е визија, мисија, нели не ја барам стратегијата да ја прочитам целосно. Значи тоа е национална безбедност, нели? Не ја барам. Кажете ми, која е визија, која е мисија, какви се плановите, нели, акцијските планови кои ќе бидат имплементирани во последните 10 години или во последните, тоест во наредните 5 години, што како се планира? Ништо. Одговор 0. За жал. Тоа е една основа и другата основа на Националната агенција за стратегијата за националната безбедност, кибернетичката безбедност, исто многу битно да се вклучи и основата на будење на свеста. Значи, ние имаме невладен сектор, ние имаме и државен сектор, значи, еве, како Агенција за Дирекција за заштита на лични податоци, тие имаат извршено многу активни кампањи, каравани, исто така метаморфозис. Значи, се случува нешто на национално ниво, но сето тоа не е доволно. Зошто не е доволно? Затоа што, еве, например, Hotline интернет провайдер ги таргетира децата, тоест најранливите, најзасегнатите. Но всушност и постарите, значи другите групи се засегнати, не се само децата. Повеќе слојност иде, значи се иде со посебна кампања за заштита на деце, посебна кампања за заштита на млади, затоа што секоја генерација различно живее дигитално. Посебни кампањи се за едукатори, за родители и за целокупното население, значи се зависи од тоа какви навики има нашата популација за користење на ИКТ, нели, технологииве, кои тулови најмногу ги користат, каде се нивните најранливи точки и врз основа на тоа анализа се прават стратегиите. Меѓутоа, тоа е предвидено согласно акционен план и тоа е кажано, меѓутоа немаме ние, еве, како автор, не сум ни повикана на состанок. Гледам некои видеоклипови се вртат сега по ситол. Предпоставам дека е тоа во склоп на имплементација на тој акционен план, меѓутоа дефинитивно тврдам дека советодавниот одбор кој што треба да се формира согласно насоките добиени од страна на програмата за побезбеден интернет на Европска комисија не се ваквото застапени. Тоа дефинитивно го тврдам, најваквото како да кажам тоа сега, под одговорна кривична материјална одговорност. Готово. Мислам, ќе реагирам до Агенцијата за аудиовизуелни материјали да видам кој го потпишал договорот за користење на тие материјали, затоа што согласно информациите и соработката со програмата беше организирана студиска посета на луѓе кои што би требало да го имплементираат и основат Центарот за побезбеден интернет во Македонија и согласно тој договор со програмата тие луѓе се лоцирани во Македонија и тие постојат. Значи тоа не може секој да го работи. Европската комисија го даде правото на тие луѓе кои што беа на таа студиска посета. Тоа беше обука повише од 10 дена. И не може тоа некој сега, затоа што е поблизок до некоја политичка структура, да добива договори за некои бесплатни видеореклами кои што утре евентуално дека дојде до создавање на тој центар за побезбеден интернет, таму е многу добро прецизирано која телевизиска куќа ќе ги носи тие, како да ви кажам, авторски права за целата таа кампања што треба да се води. Мислам, овде се случува некој хаос. Јас исто бев запознаена со таа национална стратегија, знам дека UNDP, јас го контактирав тимот од UNDP, барав да се видам со стручњакот што ќе ја гради, за да не ги забори овие работи, затоа што многу битно, меѓутоа UNDP нас не контактираш исто. За жал, да се навратам малку и пак уште на потехнички, значи ќе бидам јасен и гласен, да не должиме многу, веќе имаме после интересна работилница која ќе позволуваме нели повеќе за како да се заштитиме и како свесто да ги користиме мобилните телефони во секојдневната комуникација и ќе работиме неколку случаи, ќе имаме и апликации да инсталираме и да ги тестираме и така натаму. Исто така сакам да кажам еве едни примери, најчести примери јас со кои си имам случувано, значи технички примери, како дел од Critical Emergency Response Team, значи случувања највеќе се во стилот онлайн продавница нели имаме. Таа онлайн продавница има и мобилна апликација. Во ред супер.
сето тоа, нели, самата интернет, тоест онлайн продавницата е сертифицирана со PCI, онлайн плаќање има, апликацијата има онлайн плаќање и се натака. Но се случува по едно време, во 1 час од вечерта ми се јавуваат, клиентите ми викаат, добивме мейл дека 4 милиони лични податоци се преземени од нашиот сервер. Со примери. Ги верификуваме податоците, дали се во нашата, тоест на клиентската база. Да. Што правиме? Значи, тоа се случува во 1 часот. Во 3 часот јас веќе бев на пат во авион, идам за Париз, таму кај што се наоѓа дата центарот, влегуваме со подпишување изјави, кој има право, како има право, кога влегуваме, кога излегуваме, дали носиме USB стикови, телефони, никако не смееме со нас, значи се како што треба. Вадиме бекап, ги анализираме. Значи, веќе во 6-7 сатот сутринта јас сум веќе назад во мојата канцеларија. Седнуваме и ги анализираме. И што доаѓаме до заклучок дека всушност е човечка грешка, затоа што самата апликација за мобилните телефони која е изработена била ранлива. И на тој начин нели малициозниот, или ајде да кажеме интрудерот, има добиено информации на 4 милиони корисници. Што понатаму? Значи ние во рокот, тоа анализата ја направивме заклучно до 10 часот сутринта, во 11 часот веќе ги имплементиравме нели заштитните мерки и веќе после тоа, значи знаевме веќе дека самиот сајт е заштитен и веќе после тоа самата компанија преку дирекција за заштита на лични податоци во Франција ги контактираше 4 милион засегнатите луѓе да ги информира дека тие не намерно биле таргет. Тоа е еден пример. Има многу вакви примери за жал, или највеќето се случуваат со онлайн банкирањето. Ќе се навратам пак на мобилна апликација. Интересно ме затоа што веќе сега сите користиме или паметни телефони и сите користиме новите апликации што ги имаме. Онлайн банкирање, колку од вас користат? На мобилни телефони. Електронско банкарство. Да, електронско банкарство. За жал, самите апликации се многу ранливи. Значи, доколку користите онлайн банкирање, користете го преку вашиот личен, персонален компјутер. За жал, колку и да правиме нели евен, ние имаме и правено ревизија во Тутунска банка, во Стопанска банка имаме правено техничка ревизија, нели станува збор, секогаш наидуваме на некакви ранливости. Дали тоа ќе биде нели техничка ранливост или пак, да кажеме, една од најонака главната и најбитната ранливост е човечкиот фактор. Значи, без разлика ние колку и да имаме сигурни, безбедни телефони, колку ние да имаме безбедни сервери, компјутерска опрема, не станува збор ние да имаме и најбезбедна во светот. Сепак, еден човек ќе направи грешка. Ќе се појави мозок над мозокот и ќе најде. Точно така. Да? Зошто нема за да се облогира? Значи мора со X и Тоа е во различни банки, различно имплементирано, да, знам. И имаме случаи, имам пријавено такви случаи дека тоа треба да го решат и работат на тие случаи. Пред некој ден имав случај, пак нешто македонски сајт, купување на билети, на карти, значи не кажувам сега кој е, бидејќи ги има 2, 3, 4. Купувам, значи онлайн банкирање, плаќање е имплементирано без инкрипција. Им се јави, викам се извинувам, јас нема да ги купам, нема да бидам ваш клиент, ќе си купам карти од друг провайдер, само заради тоа што први не знам како банката има дозволено, нели, има дадено право да користат услуга на електронско плаќање.
Како и да е, да не должиме, видовме дека всушност ранливи сме многу, нели? Сепак треба да знаеме дека човечкиот фактор е тој кој е најранлив. Знаеме што треба да преземеме и каде да се обратиме или во случај на да бидеме сайбербулинг и така натаму. Подетално ќе позборуваме, дека знам дека најактуелна тема во моментов е прислушкувањето. Јас денеска официјално имам издадено статија точно тајните на прислушкување во Республика. И подетално ќе дискутираме малку подоцна во самата работилница и како да се заштитите од самото прислушкување и така натаму. Ми се надевам дека агенциите што споменавме дека ќе се создадат што побрзо, ЦЕРТ или ЦИРТ како се нарекува, и дека конечно дека националната стратегија за кибернетичка безбедност ќе биде јавно и транспарентно достапна или барем да се направи нели јавна дебата, не од типот на затворен круг, туку да се направи јавна дебата за да се подискутира и да видиме како да ја направиме не подобра од Финска, не подобра од Естонија или од Америка, туку најдобра. Благодарам. Фала, Предраг. Ако има прашање за Предраг, тогаш сега. Или можеме после на работилницата. Ако не, за време на Да, работилницата. најбово така. Ви благодарам многу на што присуствувате на трибинава. Се гледаме. За колку време?